Таблите за избор се алатки за комуникација со детето со аутизам. Тие може да се користат за да обезбедите структура во слободното време на детето, да му дадете можност да избере по кој редослед ќе ги заврши предвидените задачи, да избере награда за која ќе работи, да избере материјали со кои ќе работи и така натаму. Таблата за избор може да се користи заедно со прво потоа распореди или табли за токени. Повеќе за овие две алатки погледнете во видеата посветени на секоја од нив. Како се користи таблата за избор? Употребете фотографии, символи, текст или вистински предмети во зависност од јазичните и когнитивните способности на детето. Начинот како детето ќе го покаже својот избор зависи од неговите моторни и комуникацијски вештини. За некои деца се потребни поголеми слики или символи за да можат прецизно да посочат со прст или да го насочат погледот кон опцијата што ја сакаат. Некои деца ќе можат да ви ја дадат картичката со сликата што ја избрале, а додека некои деца ќе можат и вербално да направат избор. Покажете му ја таблата на детето и прочитајте му ги дадените опции. Покажувајте кон соодветната слика истовремено додека го изговарате зборот. Побарајте од детето да направи избор. Почекајте да ви покаже која опција ја сака на начинот на кој најуспешно тоа може да го направи. Ако користите технологија или работите на далечина, потребно е да овозможите изборот на детето да биде соодветно означен. Започнете со 2 или 3 опции на таблата. За некои деца тоа може да биде оптималниот број на опции, додека пак за некои деца постепено можете да го зголемувате бројот на понудени опции. Ако детето избира опција за употреба веднаш, например ужинка или некоја активност, важно е веднаш да ја добие избраната опција. Ако детето избира зајакнувач или награда за која ќе работи, веднаш поставете ја на токен таблата или на распоредот прво потоа. Секогаш внимавајте да давате опции кои се достапни и соодветни во моментот. Ако не се испочитува веднаш изборот на детето, тоа може да предизвика фрустрација и да ја намали веројатноста дека детето ќе сака да ги користи таблите за избор и понатаму. На веб страната на Македонското научно здружение за аутизам можете да преземете дигитални табли за избор во едитабилна форма, што може да ги прилагодите на вашите потреби и да ги користите како дигитални ресурси или да ги испринтате и ламинирате.